Еве ме стигна. Да, тука бев. Цело време бев тука, ама качив температура. Бев изолиран и немав контакт. Колата не ми палеше, па ги запалив чевлите трчајки до тука. Кога разбрав утрово дека ме бараат и чекаат сите за нова емисија. И како што реков ви бигнатиот пат, ветувам дека редовно ќе се појавувам секогаш кога ќе ме повикаат гледачите, за да направиме по некоја смешка. Па ете, нека биде тоа и на моја сметка, иако ми е празна и нема што да ми земете, затоа што со сила може само да ми дадете. И сите што ме знаат дека јас кога лажам, сакам да кажам дека еве, гледајте, јас сум тука и не сум побегнат и се извинувам на сите, на целата јавност и еве сега ќе одам да ја примам. Вакцината, да ја примам, па ќе очекувам, ќе го очекувам имунитетот, кој велувам ќе ми важи за се. Когаш? Познато ви е, нели? Па познато, да. Ама ако тоа ви беше познато, мислам дека и ова ќе ви биде познато. За пост говорам, да, од минатата недела на Фејсбук, да. Гласеше вака: конечно проработе семафорот на Триумфална во центарот на Скопје. Пишувало Братучеди Заеви 2:0. Епа, во меѓувреме, ненадејно се појави тој и сега јас ќе ги упатам сите што го споделија тој пост да заминат во Скопје и да проверат дека навистина проработел семафорот, ама пишува Братучеди 1, Заеви 1. Очигледно во меѓувреме имаше гол со пета. Добро, пак среќа, што не беше кошарка. Ова можеше да важи за тројка. Тоа што рекоа, тука ќе го фатиме, фетаи. Не, таа не се ни појави. Туку ленчето заврши цела работа и го смести удобно. Добро, сега, може би сместувањето не е како во хотел. Еве, например, не е како во Мериот, ама пак, добро е, да, сметки немаш и си лежиш на туѓа сметка. Само што на секој кај нас не можеш да угодиш, тоа е нормална појава, нели, тука кај нас и затоа веднаш се појави она левица што често во своите настапи наликува на десницот и постојано мисли дека нанесува удари на други, а не на самите себе и рече не, одречно, ништо не е решено или не е нерешено според оние 1-1 веројатно. Ништо, додека не му се испразни сметката и не му се одзеде се. После изгледа навистина веруваат дека тие следни ќе дојдат на власт, затоа што веќе почнаа да загледуваат во туѓи сметки. Тоа е прв знак, верувајте ми, без промашување. Тоа загледување во туѓа сметка посигурно најавува амбиција за власт, отколку што кокичето најавува доаѓање на пролет. Само не е посигурно од тоа дека јас го најавувам она што ќе го видите вие и денес во Нема љутиш. Значи 15 треба да биде в плави за жене од позицију, 4 да биде в црвени за жене од опозицију. Па какво цеќе ќе однесеш, бе, тате? Не знам како да ти кажам, морам, јас сам женет. Марш, бе, тамо, извади ме од памет. Ја помисли ќе кажеш не е твој джип. Ајде, бегај. Порано владало мислење дека млади, здрави, а слаби девојки од град не треба да се доведува за снашки у село, затоа што не може да одговори на физичку работу. Добро, значи починамо да комуницирамо, тоа е добро. Па од кога ти овој? Мориже, па ти гледаш ли навечер прогнозу? Па знаеш ли кое време е сега? Па не е време, мајку му. За 8 март, мори, што мислиш, куде ќе идемо? Па еве жено, блеју, тражу ангажман за 8 март. Имате малку простор? Со Торе Смарт Меликони можете лесно да ги споите машините за перење и сушење со универзалната кит преграда. Смарт верзијата има полица на извлекување со 8 заштитни подложки и 6 метри ремен за сигурност. Компатибилен е за сите стандардни и слим машини.
Производите на Меликони се произведени во Италија, а вам ви се достапни во Нептун и Сетек. Природни и здрави, млечените производи на Буџан Козјак сега препорачани од Сдружение на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, следете линката. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Слушај сега, батали тај телефон. Сакам да ме слушаш пажливо, да бидеш сконцентриран и да слушаш тој збор. Добро, тате, слушам. Ближи се 8 март. Тоа е голем празник. Ден на жену, мајку, љубовницу. Значи ден на маму. Па мајка ти не е 3 у 1 па да има све у њума, Бобане. Значи давав се поклони за 8 март. Паре за поклон не су проблем, Бобане. Паре нема. Па ти што ќе поклониш, бе, тате? Како што ќе поклону? Па највав поклон е цвеќе, Бобане. Јас сам направија список куде све треба да однесу поклон цвеќе. Куде сам крстија воду, куде сам секе колач, куде сам калемија. Па тоа е многу цвеќе, бе, тате, од куде ти на тебе? Па гледај ти кажу, треба да однесу 20. Значи 15 треба да биде в плави за жене од позицију, 4 да биде в црвени за жене од опозицију. Па какво цвеќе ќе однесеш, бе, тате? Па кокичиња, бе. Тате, па кокичиња нема плави и црвени, бе. Па добро да ќе однесу бели да не ги делу, разбираш? Ама, тате, ти кажа 15 и 4 е 19, а 20 тоа едно за кога? Па тој едно е за мајку ти, кактусче. Абе, тате, па откуде ти бе на тебе кокичиња и кактуси, бе, тате? Од башчу на комшу ти кокичиња, а кактусче од пред негови врата. Абе, тате, па маме ќе ја препознае, бе, па она нон-стоп е куде njega, бе. Ако бе, па баш ке му е мило, она ке мисли кактусче од комшу. Ама ја мислу, тате, дека она ке се налјути. Много бе, гајле. Слушај га ти татка ти што ке ти каже. Значи на селјака, на свињу и на жену не можеш да ги уговеш. А што е тој, тате, уговеш? Да ги угоди, на свиги све малко. На селјака кад падне киша не е добро, кад е суво, ич не валја. На свињу, колко да му даваш да еде, она све гладна и грди. А жена, тоест мајка ти, Што, мајка ми? она е посебна прича. Значи, кад ќе закасно од работу куде сам бија, кад ќе дојду порано зашто сам дошја. Кад немам паре, куде са ми паре, кад имам паре, од куде са ми? Ај не ме замајуј. Земи тој мотиче и да идемо куде комшу у двор там, ајде. У башчу. Башчу. Разговарат Вице Кумановци. И ај баш да ми кажеш што ти кажа Драгица ти кад го праша ке се одадели за тебе. Покажа ми ке се одаде, ама малко покасно. Како ти е бе, тој кажа? Па кажа ми, Драгомире, ти си последен човек за кога ја ке се одадам. Ја више само ги го отвори, они полете. Живот, горе-доле.
Тој ти е живот, тој ти е данашњо време. Данашни деца со скупи играчки се играв. Глеј, джип му е клацкалица. Ама тој сега док е мал, па скупа играчка. После кад порасне поевтино, со алкохол. Како мене напiju си се горе доле, лево десно. Мајкунка, ти имаш добро авто, добро и котираш високо на кој на лествицу, сите гледам. Кад е добар тип, не е битно какъв е джип. Тато, ја откуде сам доше? Ма сине бе, тоа е неважно уопште. Важно е, знаеш ли што? Што мајко ја тражи тамо? Па тој порано или постари, како вика кад направиш беле. Абе ти мајко ти ли траеше тамо? Дечко вика, девојко злато, ја мора конечно да ти признам нешто. Не знам како да ти кажам, а морам, јас сам женет. Марш бе, тамо, извади ме од памет. Ја помисли ке кажеш, не е твој джип. Ајде, бегај. Ама маче, знаеш што? Мене уопште не ми смета тој што си ти женет. Абе срце, тебе можда не ти смета, ама на женову смета, нема смисла. Ово е дискриминација класична. Бри. Куде е са Хелсиншки да реагира? Зашто? Како бе зашто? Па бранивни да идемо. Ја македонаc, она албанка и бранивни да идемо. Кој ви брани бе? Па како кој? Њојен муж и моја жена. Куде су сак да помогнем? Класична дискриминација. У такси, улаза убав пар и таксиста ги гледа и вика: "Бре, ам убав пар сте. У брак ли сте?" "Да, јас 6 години, она 4." Сувејка е израз за гранко отсечено од дрво, кој ветар го издуваја, а слънце го исушило, па останале само чворови на њума и по некој сувлис. Кад се каже за некога пропаднаја како стар кауч, мисли се ослабнаја и лошо изгледа, па делуе како да станаја од мртви. А уствари истина е дека се исушија и појак ветар би ги издуваја како летушко од хартија. Порано владало мислење дека млади, здрави, а слаби девојки од град не треба да се доведуја за снашки у село, затоа што не може да одговори на физичку работу. Земи си ти девојко од село дебелку, со црвени образи, да може да допринесе у куќу. Што ке ти тај граѓанка? Слично мислење имало и за зета од град, убав, школован, ама некако слабуњав само коски у njega. Сувејка. Иде дечко на доктора. И вика: "Докторе, мора да помогнеш нешто." Вика: "Што бе?" А вика: "Жена ми вика никако оргазам да постигне." Како бе? Вика: "Добро," Не се вика. постиза оргазам. Аха. Доживуе се. Добро. Добро, де сега зависи кој е кој. Кој како ga доживуе. И викат ги правите тие работе, жена ти на кој страна е завртена? Па вика: "На лево." А да пробате ви на десна страна. Како бе, докторе, зарем маму лице да го гледам? Добро, моторика е да ја питам. Моторика се ме мести и чуо. Него мене ме чуди ти, викав, твој не збориш с никога, ништо. Чекај малко овако, ајде овако да го направиме работа. Слушај, малко смири се, погледни ме. Значи, ако не ме погледнеш, не можеш да ме видиш. Се полака. Тако е. Чекај малко. Овој зашто е? За повраќање. Да те прашам, пошто с никога не збориш, овој на тебе, од жену ли ти е све? Не бе, докторе, не ми од жено. Добро, значи починамо да комуницирамо, тоа е добро. Па од кога ти е овој? Од шваљерку ми. Како може да биде од шваѓерку, па шваѓерка е за арно, за убаво. Оно тако и почна бе, докторе, са убаво, све беше убаво. Тако е. Отвори се према мене, ти си пуно време куде мене, ај сака. И после што бидна после? Па убаво беше све док некој не тропна на врата.
И тебе так ти минава твој. Не бе, докторе, така бе. Так улегна, можево улегна и ме фати. Ете, од тој ти е на тебе, виду ја. Не ми од тој, не. Ја избега така на тарасу, отвори врата, рипна преку гелендери, држише се за гелендери, висеше, така. И он дојде до тебе, и ти стрес, и одма почна. Дојде, гледа на тарасу, таму, вамо, гледа таму, вамо, и видеме куде вису, докторе вису. Еба, значи тебе ти од тој стрес, ти од тој. Полака ќе го реши. Не е од тој е смешка, не е од тој. Него бит намисля овој, како виде дека сам на прв спрат и дека цело време сам могаат да избегам. Па добро. Што е добро бе, докторе? Утепаме после, утепаме! О, тебе ти е за тој бе. Полака. Па за тој! Па за тој, полака, ќе биде. Ете, баба ми викаше за овие млади жени дека су за месулје. Чудно бе, мајко, ни една не умев да месим, а она па си ги викаше за месулје. А они па викав дека зеленчук и овошје биле поздрави ако се едев свеж. Да бе, ба нормално дека ќе су поздрави, кад ги мрзи да ги готвив. И да ви кажу право, поема нема во чување деца. Поема нема. Но облекла га дете толку што побрзо зејку до кочанки изљупиш, него njega да га пресоблечеш. Не бе, досе, вика ми, голо ќе га распиштолју на овој невреме надвор. Мори жен, па ти гледаш ли навечер прогнозу? Па знаеш ли кое време е сега? Па не е невреме, мајку му. Ке се свари дете у тие љишта побрзо него јајца у джезве. Нагунтала си га и закопчала до гркљан. Ја, джабе си збориш ти ако немаш другу работу. Она јутре још повише го облече и ти што ќе правиш? Ќе се откажеш. А работу да најдев? Јак, не, и некако да се снајде. Јак, не суди Бож. Вика, никој неќе да ме прими, што да праву, сви млади тражив. Ај бе, па ти објасниву на жену дека кад попунуе оној графу у формулар куде пишуе секс, треба да напише женско, а не 3 пута на ден. Па тој и за мужи не важи, а не па за жене. Ни они не се фали више дека до толку може. Али, добро жене, ете, ако ви ипак сумњате и ако видите куде мужу у телефон, у контакти, бесплатен секс, не мојте да вртите. Не мојте, зашто може да се разочарате. Ке зазвони можда ваш телефон. Не, болje ви ова кој направите. Ако нешто ве мучи и ако не знаете куде ваш муж скита по цел ден, ви да земете да пријавите дека има ковид. Од Центар за јавно здравље има одма да ги најде сви негови контакти. Одма бре. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри, на свој начин. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Кога квалитетот е вечен и трендовите се следат. Кога се работи со љубов и се внимава на секој детал. Кога довербата има цврсти темели, вие секогаш ќе го најдете совршеното парче мебел во махагони. Распространет на 1000 метри квадратни во населба Доброшане во Куманово. Не само што се држиме до нашите ветувања, туку и се трудиме да ги исполниме вашите очекувања. Ве очекуваме во махагони.
Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана MG290. Премиум грижа за вашето тело. Седи двојца пријатели, еден нерасположен доваѓа, вика, што ти е, бе, шта е, што ми е? Дома ми изнервираваме и мој земаја најнов iPhone ga искршие. И сега што се поклањаме, што да правам? Поклањаш? Што не сакаш да го земеш? Па што знам, би го земаја можда какъв е? Па какъв е? Плаво дете такој, плави очи има, 10 години, ако сакаш си имај го, поклон ga дава. Да сега. Ти, овој келнери. Ја мислим брзи келнери, кој побрзо ќе однес? Овој поспоро ќе однес. Тешко брзо. Абе, оно кај те затепа, малер, тепа те док. Оно жена и малер исто тепа, друже. Дешко, бе, па ти многу работиш, бе. Чо ти, бе, падна од работа. Нема грешка, утепа се од работа. Баба му вика, дешко, леле, па ти падна. Нема ри, бабичке, но легна само да одмору малко. Брза кујна, па падна на прв рецепт. Они зашто викам, брза кујна не е здрава. Не е здрава, има све да га боли после овој. Чули за овие нови вакцини? Што? Уградиле чип, жене. Ајде, бе. И после 3 месеца, све ги слушаш, едеш борани у грашак и све тоа е она што направиш, што не валја. Тие глупи едења њој. А, тие глупи, братко. Ајде, бе, жена ми е ситна боранија за мене. Со зуби ќе го изеду. Ти го изеде њума, како си пошај и њојни ќе ги упропастиш. Доста, бе, ајде, ти не збори за мене. Овој гледа какав е, колко брза, сигурно има дебелу некој жена, па брза храну да го однесе, кажала му е, тебе ќе ти изеду. Тебе ќе ти изеду ако не донесеш нешто за едење. Добро, Мари, жена, зашто га тепаш сега дете? Па вика ми дека сам дебела. Е, добро, ако га тепаш, ке осладниш ли? Али овој е прав шампион, глед. Од еден пут, 3 пут падна. Од нигде ништо. Направи 3 у 1. Нешто. Значи, еве, Тражо мора да најду некој дието подхитно. Значи, 8 марта за неколку дана, а види ме, жено, колека сам се направила, 2 поклона ке треба да ми дава. Да, управо си за тоа, ама јас сам ga тој решила многу добро. Доктор на мене ми припиша, кажа ми да се храну пажливо. И ја, од Сабајле, многу пажливо и сконцентрирано сам изела. 2/4 бурек, пола кило јогурт и 4 еклера. Он кад ти кажа е пажливо, мисля е помалку храну, а не полака да едеш. Па полака мори, залче по залче, тако еде, малце по малце. Па мене ми мали уста мори, не може многу. Она и мали уста, толики са ти мари уста, 2 песми оден пут можеш да поеш. Не го слушаја да ти кажу. Прошли вечер стануju. Накратко сам се израдувала, знаеш колко. Викам, за еден вечер сам оставдала 15 кила. Картуно, ластика на гаќи ми пукнала. Ја помисли била си у ВЦ по голему нужду. Ама оно добро и кревет што не пукна од тебе. Него за 8 март мори, што мислиш, куде ќе идемо? Па еве, жено, Блеју Тражу ангажман за 8 март. Оу, а куде тој мисли господја да се ангажира? Па еве, ангажирам се да најду куде да идемо. Ти си мори блесава и неписмена. Кад би била писмена, можда би и нашла. Не се вика ангажман, него се вика аранжман. И еве ја ќе ти кажу, најдобро е да се аранжираш ти у Србију. Там да отидеш и ако не фатиш некога пензионера, корону сигурно ќе фатиш. Беше и тамо, пред 2 недели сам била у тој маркет. И? Испофаќаваме пензионери за задницу, како таа за лепу продавницу се вајле. Марш, мори. Оно, пензионери како пензионери, сви исти. Додуше пензија ги е различита, едино тој, ништо друго. Ама дај, бегај тамо. Погнале они за тебе стару вампирачу, па јаш да ти испофаќам. Ај мрш. О, ја стара вампирача. Па ја уцутна младост, мори. А знаеш како каже у Србију? Младе, сладе.
Ao, mlađe sladje, pa da bilo mori mlađe sladje, Vuk ne bi go izjeja prvo babu pa tek onda crvenkapu. Mlađe sladje, možda mladi ima bolje telo, ama zato i mi imamo bolju ideju. Kad ti imaš ti bolju ideju, gospodjo, koja ti je ideja kude da idemo za 8. mart? Moja ideja za 8. mart je toj, deka ja znam tačno kude ke si idu za 8. mart. A ja? Ti možeš da ideš u PM. Molim? Čestičke, mori, čestičke, često vikam da ideš doma za da možeš da dojdeš pa kude mene. To je sakaše da kažu. Aj sad, idi ja da najdu aranžman. Сите се борат да дојдат на власт, ама мислам дека и не е баш така лесно да си на власт. Не, има привилегии, не е да не, ама по цел ден те нема дома. Обврски, ваму, таму, навака, натака, не е лесно. А дека не е лесно да си на власт, говори една анекдота која се прераскажува помеѓу политичарите. Демек, жена му на некој си министер го преварила со просјак. Ја фатил тој и вели, добро бе, жена, добро бе, па како можеш, па со просјак бе, а јас, господин човек, министер. Па, што да правам? Се правдала жената. Клекна човекот на колена, моли и преколнува. Вели, господјо, ве молам, дајте ми само нешто што мажот ви него користи. Ние веќе го искористивме нашето време за денес, но за среќа, исто време ќе имаме и следниот викенд. Веројатно. Чао на сите. Сакам да кажам дека не валја се ово што го направи. Баба вика, не вика баба, дедо вика. Забрига, чекај. Да бидеш сконцентриран. Испушта ти гума. Акција. Имунитетот кој велувам, ќе го очекувам. Леле глупчо. Ништо, брати, молим те, ќе ја сниму се годам после. Леле глупчо, па ќе очекувам. Менјага тој не сам стеја. Ти си мори блесава и неписмена. Kad bi bila pismena, možda bi i našla. Prvo, ne se Виќа. Не се Виќа. И како што реков и минатиот пат, реков го кажа како да сум од Австралија. Не ваја. Отколку што кокичето најавува доаѓање на пролет. Само што многу плюкам. Пу, на 3 места. Да, тука бе цело време, га кажа.